Споделено е чувството дека малиот екран собира толку многу прашина што доколку не се исчисти, може да ја награди или целосно да ја затемни сликата. Тие пак што се обесени на него и се постојано дел од репертоарот кој се нуди, толку многу валкаат што веќе ниту себе не се гледаат, па сакајќи да фрлат дополнителна прашина за да ја загадат и околината. Наместо на другите, како по обичај, си ја фрлаат на себе, лепејки си ја како етикета за нивото на култура на медиумската комуникација. Вашите емисии секој ден со колку се вашите емисии? На 10, добро, да 3 пати за една година. Па не е година, не е година, па од мај почнавме минатата година. Па точно така, како од мај. Од претходно тоа. Станува збор за тоа. Селективен сте во гостите, признајте и сами сега јавно. Признавам, не сакам да бидам со идиоти, пошто вашите гости се пред се идиоти. Ете тоа, директно ви го кажам. Директно ви го кажам. Циркузантското градење публицитет е дури и поприемчиво од калкулантското. Оти какво и да е, сепак представува стил и имидж. За разлика од математичкото кој е предмет на подсмев, како кон оној што го изведува, така и кон оној кој поради кревкото мнозинство мора да калкулира со бројките и да не го покаже патот кон отворениот кафес, ама на одговорноста. Гледам дека тачно се залагате за народот, се залагате за народот и многу сум заблагодарен од вашето излагање и македонскиот народ во видео што кажавте. Мислам дека како идете и така ќе бидете поддржани од секого. Овој примерок е во голема мера сличен со ќосето со оглед дека станува збор за споменици, секој на своето време. Единствената разлика е во тоа што оној бронзениот е символ на поделбата што се потикнуваше, додека живиот е антитеза, модел кој со собствената мобилност е обединувачки фактор за секоја власт. Па и груевистичкиот стил во обраќањето на неговиот наследник навестува дека секогаш мора да има место за вакви монументални фигури. Едно е сигурно, ќе дојде ден овој споменик да биде поставен на местото на кое заслужува. Местото на постаментот на вистина се заслужува. На него нема да бидат качени оние на кои покрај тоа што не им недостигала храброст или карактер, наместо цврсто да го фатат кормилото и да поведат низ олујата. Колебливо се решиле да останат во мирните води. Што беа двете главни пароли? Живот за сите. Не гледам дека тоа веќе стана шега, морам да кажам. Така, тоа се претвори во шега. 2. Нема правда, нема мир. Правда нема, се уште. Мир се уште има, ама не знам до кога. Потребата од дисконтинуитет е повеќе од очигледна штом од повеќето извори од кои се создаваше позитивна енергија. Браните полека се креваат и таа истекува. Впечатокот дека од целиот шпил кој е на располагање освен една, сите други се занемарени и фрлени, без никој да води грижа дека баш тие би можеле да ја растурат целата игра. Станува реална слика за партијата. И тие сериозно треба да се замислат што прават. Значи не само да зборуваме да ние ќе правиме нешто. Дајте луѓе правете нешто. И на крајот, за тоа што значи да се затвараат очите пред реалноста. Во изминативе 10 години имав сон дека ќе дојде премиер кој ќе рече нешто овдека не е како што треба, смрди, трујат. Нема поубав, просто нема никаков сон, ако носот и натаму останува запушен.